أستغفر الله أستغفر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Благодарността му припаѓа на Аллах Джелле Джелалуху. Салаватот и селамот му припаѓаат на нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кој после него нема друг пејгамбер освен тој. Тој е печат на сите пејгамбери и сите врвесници. Со него возвишениот Аллах Джелле Джелалуху ја запечати својата објава. Поштувани драги браќа, со помош на Аллах Джелле Джелалуху, во неколкуте наредни минути сакам да ви пренесам еден интересен, поучен, занимлив пример кој се случил во Саудиска Арабија. Овој пример кој ви го пренесувам го раскажува шејх Абуд ибн Аун ел Усейри, шејх со познато реноме и авторитет, шејх кој се колне во името на Аллах Джелле Джелалуху дека овој настан, оваа случка која се случила во Саудиска Арабија пред 30 години му ја пренесле луѓе кои биле лични очевидци присутни на овој настан. Па затоа ќе ви ја пренесеме оваа случка само со една цел, а тоа е да земеме совет, лекција и поука од ова. Во Саудиска Арабија пред 30 години, правејќи автопати низ земјата од Ебха кон Хиџаз, стигнале до едно место кое се вика Шумран. И кога во тоа место на патот каде што требало да помине автопатот, тука се нашла една гробишта, стара гробишта. Гробишта која последен во таа гробишта кој бил закопан, тоа било пред 30 години. Па затоа изведувачот на овој проект на градење на автопати тука ја стопирал својата машинерија за да побара правно верско решение, фетва од улемата, од Хејету Кибарил Улема. Тоа е врховна комисија во Саудиска Арабија за издавање на фетви. Дали им се дозволува да поминат низ таа гробишта со автопатот, тоест да ги откопаат гробовите и се што ќе се најде во гробови да се премести, да се дислоцира на друго место гробиштата, а тука да помине тој автопат. Фетвата која ја сочинувала Врховна комисија на Саудиска Арабија од врвни алими, почитувани шејхови, изнеани луѓе, донесле одлука дека е дозволено да се дислоцира гробиштата и автопатот да се продолжи по неговиот правец и насока. Формирале комисија од општината на Шумран, комисија од оние кои наредуваат добро и одвраќаат од злобо, а тоа е Ел-Амр бил Маруф ва Нехи анил Мункер, и исто така комисија од Хејету Кибарил Улема, комисија од Врховниот совет за издавање на фетви. И така почнале од гроб на гроб да ги откопуваат и се што ќе најдат внатре во гробови од тела, од остатоци, од умрени, ги дислоцирале на друго место. Меѓутоа, за чудење е тоа што кога дошле до гробот на еден мерхум, на еден починат човек, се зачуделе како гробот закопан пред 30 години воопшто не е расипан, воопшто чефинот не е побледен, не е згниен. Згора на тоа од гробот излегува пријатен мирис,
Кога го отвориле чефинот, лицето, како да тој момент закопано, воопшто не променето. Луѓето кои биле тоа место од Шумран, веднаш го пропознале дека тој бил младич, било момче, кој пред 30 година се преселило на Ахирет. Го земале неговото тело со чефинот и го однесле кај неговиот татко. Неговиот татко, кој беше во стари изминати години, и му го покажа неговиот син, дали го познаваш, дали овој твој син? Човекот рече да. Рече многу добро го познавам и го гледам како да е преселен на Ахирет денес или вчера. И потоа ова момче, мерхум, е дислоцирано и закопано во другата предвидена гробишта. Меѓутоа луѓето, оние кои се заинтересирале за настанот за случајот на ова момче, веднаш се вратиле кај неговиот татко да го прашаат која е причината што овој твој син и после 30 години закопан, да неговото тело не се распадне, да од него не излегува некоја непријатна миризба, туку пријатен мирис, насмевка на негово лице и неговото тело комплетно сочувано без да се распадне. Дошле кај тој родител и го прашале како го познаваш твојот син, каков човек беше твојот син. Слушајте, драги браќа, како одговори овој родител. Рече: валлахи инни мунзу арефтуху веледи ма теахаре вала фатеху салах. Рече: се колнам во име на Аллах джелле джелалуху, од како го познал мојот син, моето дете, од како почна да кланя намаз, никој пат не задоснило од намаз, ниту му поминал намаз, ниту му поминал првиот саф. Аллаху екбар. Значи, ова момче ги чуваше Аллаховите граници, го чуваше намазот кој е столб и дирек на оваа вера. Аллах джелле джелалуху прави чудо и забранува на земјата да го јаде неговото тело, да биде ибрет и pouка. Значи, драги браќа, ова момче побожно, приврзано за својата вера, никој пат не му избегал намаз, никој пат не му избегал првиот саф и такбиратул ихрам. Дури неговиот татко продолжува и вели: валлахи, тоа стануваше пред нас за сабах намаз и не будеше да кланяме сабах. Тоа е, драги браќа, pouка и пример, потврдена во денешно време моќта и силата на Аллах азза ва џалле, дека Аллах ги чува оние кои чуваат неговата вера. Затоа, драги браќа, затоа, драга младино, да го врзаме нашиот иман за намазот, да ги засукаме нашите ракави сврсто и да не дозволиме да ни побегне еден намаз, да задосниме од намаз. Затоа да побрзаме да извршиме овој голем исламски рукан, овој голем исламски пропис, ако сакаме Аллах джелле и по нашата смрт. Wa sallallahu sidna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.